Повторно сте со нас во потрагата по млади таленти. По недели, исполнети со предизвици, неизвестни дуели и врвни кулинарски креации, дојде моментот на големото финале. Денес, двајцата најдобри надпреварувачи ќе се борат за титулата победник и главната награда. Здраво, добар ден, гледачи. Денес е посебен ден. Денес е денот на Финалето! финалето. Голема битка до сега. Успеевме да стигнеме до финал. Самиот крај. До Да. самиот крај. Кој ни останува? Го имаме Марко, Ајде, аплауз голем. и Иван. Иван, аплауз голем за двајцата. Точно Ајде. така. До сега, они се бореле со сите. Ги победија сите и затоа се сега двајцата во финалето. Тешко. На нивното место ќе почна малку. Загревање? Еден, два, Вежбаме. еден, два. Ајде. Мала вежба. Ајде, загреете се. Ајде, опе. Мислам, малце. судиите исто малодни само јазикот си го вежбат. Ето така. Тоа е. Може да се опет. Јас го вежбам не сега одамна. Борче, спремен? Да, Климент, спремен? Јаким, спремен? Дечки, мечки. Што правиме? Тајмерот, Тајмерот ни е тука. каде? Без тајмер ништо не правиме, без тим така. ништо не правиме. И без нашите спонзори ништо не правиме. Ете тоа Да ги поздравиме, значи како рековме, Беко, Нептун, Кристал, Сарајева, Стекхаус, Унибанка, Президент, Меѓународен славјански универзитет, и Алпско, Андреа и Фармер Бој. И знаете што? Годомин ги заборев. Годомин. Убави облика што не прават за нас, за нашите надпреварувачи, за сите луѓе што им треба убава опрема за угостилците објекти. Годомин тука се за вас. А ние сега сме за вас. Сега го ставивме тајмерот 10 секунди. Дечки спремни? Повтор пат, по трет пат, ама гледам од тензијата се качува, насмевката се качува, све се качува. Не знам феш, другото ама да не. Прстот се качува, Сесија како што треба. се каче. Ајде, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ајде, почнуваме. Одиме, дечки. Ајде. Финале, пеколна борба не чека. Ај. Брзо се сече, брзо се работи, вода се става во... Да, тенџерињата ги пуниме. Ајде. Спремно се да Па ќе клопоти, да кажам, цврчат и да врие, уф. Па имаме опрема од Беко. Беко е тука за нас, за да ни помага, за да готвиме дали за надпреварот, дали за вас дома. Опремата Беко навистина е на својо место. Дома или по ресторан. Сготвиме со индукција. Индукција е нешто марку посебно, нешто што готви брзо, што за мене е исто како плин. Плин можете да го гледате само пламенот, ама индукцијата е многу побрза. А денес што ни треба е да готвиме брзо, вкусно и ефтино. Со индукција го имате сите параметри да штедите и све, и време, и пари, и се. Ајде, еден аплауз за Беко. Аплауз за Беко. Да. Едни од најдобрите. Едни од најдобрите, пак да кажеме, Точно така, братство, исто. Братство. Опрема посебна, паска ако сакате да готвите на индукција, би треба почнува да чука таму позади мене. Ама и жирите доаѓа. И жирите доаѓа. Некако кажав, ни треба и опрема за да готвиме на индукција, треба посебна опрема, посебни тенџериња, посебни тави, за да се готви на индукција. Треба да има контакт, оди тоа како систем на магнет и тоа братство ви го дозволува. Целата опрема од братство се готви на индукција. Ајде. Чукаме. Чукаме, лупаме. Имаме, како кажеме на миници денеска, за финалето имаме телешко месо. Телешко месо, малку дел од телешкото, малку што е тврд, зошто го тепаме,
Епа, да. епа да. Да, го имаме дел од бутот. Андреа ни го поклони това за последното надпревар, а на вистина тоа е последно парче месо. Има две опции, или го чукаш, или го сечиш ситно, или го вариш 2 сати. Епа, ќе имаме различни варијанти денес на готвење на парче од бут од телешко месо. Браво. Дечки, многу се гордеам со вас. Ке се повторам, не сакав да бидам судија, зашто оти сите си ги сакам, сите си ги почитувам како они ме сакат и ме почитуваат и нема да бидев искрен ако требав да ги оценувам. Затоа имаме најдобрите суди што ги имаме сега на пазарот во Македонија. Да го кажеме така, го имаме професор Климент, го имаме Борче Стојановски и го имаме Јаким Митревски. Они се тука за да ги судат, да ги оценуваат, тя ќе треба да ги судат, ќе треба да ги заколиме после. Не дај Боже. Они се тука да завршат таа работа, таа задача, што навистина мислам ги заполнува со среќа. Радо? Јас сум тука со претходните надпреварувачи. Еве ја поддршката, значи од колегите. Тоа е тоа. Тука тоа е се вика Јован. почит. Секако. Јован, имаме фаворит? Па, и за двајцата навимам. Браво. Иван ми беше ривал во минатото и се надевам дека тој ќе победи. Аха, поради ривалството. Кога ќе си речеш после, ако изгубив барем од шампионот да изгубам на крај. Добро, Хабиб, ти имаш фаворит некој? Дека Марко ме победи и јас сум за Иван. Можеме да кажеме, чекај. Тактика. Да, не го кажавте това. Хабиб е трет. По По поени, Хабиб го има третото место. е третото место од овој надпревар. Го имаме третиот. Чекаме да ги имаме сега првиот и вториот. Кој ќе биде? Публика, кој ќе биде денес? Викајте. Победникот. Кажете. Марко или Иван? Има едната страна Иван, Марко, Марко се меша. Имаме Крали Марко и Иван ле Терибле. Ајде. Охо, ќе биде интересно. Гледамо ти судите се тука позади, гледат. Охо, што ми прави убава ролат. Марко, само да ти кажам, ти имаш уште 25 минути да пазиш на времето. Иван, докаде си? Дали се е под контрола, да се оди како ти е измислено? Одиме на кинеска варијанта тука. Да, нешто како кинески вкус. Тоа ти е мислата кинеско? Да. Нешто, вау. Многу ми се допаѓа, ја обожавам кинеската храна. Малку е посебна, малку вкусови се различни светоа, ама пак ќе кажа, во Македонија ден денес имаме намирници од цел свет. Можеме да готвиме на секој различни начин. Македонија е богатство. Богатство со зеленчук, богатство со месо. Можеме да го готвиме на многу различни начин. Само да имаме малку имагинација и тоа ќе ни дозволи да бидиме и различни. Така е. Сакам да ги прашам, еве, надпреварувачите кои беа, дали ги гледавте сите надпреварувачи изминатава сезона, бидејќи еве сме сега пред самиот крај, тоест веќе сме на самиот крај што се вика од сезоната, така да еве дали успеавте да ги испратите сите надпреварувачи кои беа во текот на сезоната? Да. Да, имаше некој фаворит што да речеме не влезе во четвртфиналињата? Па имаше дел што не влегоа. Па од тие дали некој ти остави впечаток и ти се допадна? Што не влезе меѓу најдобрите 8? Филип и Давид. И Давид, добро. Чекај, ама не од овие. Од претходните што не успеа да се од сите, да. Имаше некој таков? Не. Извини, чисто што додавам, сме на 23 минути од крајот. Минутес. Ајде да видиме кој имаме тука. Вие бевте поддршка за Иван, така? Значи влеговме во финале. Чувството како е сега? Преубаво, супер. И да победи еден од нив двајца, тоест и да не победи некој од нив, сепак се тие двајца, како што викам,
првото и второто место ќе биде или едниот или другиот, така што ова е веќе огромен успех да се Точно биде до така. самото финале. О, да. Така што супер, одлично. Па мислам, знаеш, само да можеш да учествуваш е Да. Самото учество е веќе некое достигнување. Да, е големо достигнување. Навистина пак ќе кажам, Македонија е богатство со млади таленти. Да. За жал, многу од нив им е срам, се кријат и светуваат, сака да се покажат. Да не заборават, оти авантурите на Марк по потрага на млади таленти ќе продолжуваат. Ќе одиме четврта сезона од авантурите, ќе биде втората сезона по потрага на млади таленти. Значи ова е Ја правам апел, најава за за наредната сезона да дојдат, да се покажуваат, да факат малку повеќе храброст, да бидат храбри, да се пријавуваат и да бидат исто дел од ова настан, таква да дојдат до финалот и да победуваат. Зашто да не? Така Да е. се покажуваат пред јавноста, да се покажуваат пред цела Македонија. Оти цела Македонија не гледа. Да. Ете така. Аплауз голем за авантурите на Марк. Имавме една прекрасна сезона позади нас, на вистина имавме прекрасни таленти, прекрасни млади надпреварувачи, така да морам да кажам дека мене како учесник во оваа четврта сезона зад камерите колку беа 30 на емисии, еве Голема сега поддршка од твојата и- страна. Да, и овие 7 емисии во живо, така да морам да кажам дека ми е навистина и чест и задоволство и да ги поздравим еве и луѓето што и се позади камерите, техника. Техниката, аплауз за техниката, аплауз за ајде. Техника. Да, За луѓето што буквално цела сезона се Не да кажеме не само техниката, и Организација, продукцијата, организацијата, продукција, луѓето ето што така. дојдоа, што не поддржуваат, за поддржувачите, за сите нас, за тебе. за мене, Па за да. тебе, за Е, ајде еден огромен аплауз. ајде, огромен за целата аплауз, оваа ајде, за сезона и сега. организација од авантурите на Марк. Точно така, тоа е заслужено, мислам. така. И тоа е нешто што го правиме, како сегаш го кажам, го правиме за вас. Зошто Така е. ти ве сакаме сите. Ете тоа. Многу сакаме кога сте тука, многу сакаме кога не гледате, многу сакаме кога не поддржувате. Се осеќа тоа преку екраните, се осеќа преку кога се шетаме по улица и све тоа. Секогаш сум многу среќен кога луѓето ме сретнуваат, Марк, супер, Марк, тоа. Фала ви многу. И се надевам уште многу години да бидеме така заедно. А јас да гледам овде тајмерот, 20 оти многу минути. 20 минути остануваат. Времето поминува, времето се Времето не брза, да. гази. Суди како сме, окей. Се под контрола. Ајде, окей, да не одам премногу кај нив. Ги држам за на крај, оти да ги оставиме малку не да се одморат, ама да гледат, да контролират и да видат дали се е на вистина како треба. Како по правила, оти да не забораваме, сме во финала. Овде го имаме Марко, го имаме Иван, две млади таленти, еден од 17 години. Марко, колку години имаш? Пак 17 и 19. Марко има малку предност, пак ќе кажам, 2 години. Покажа до сега, оти беше многу јак. Иван, исто, близко од него со поените, ма имаше неколку различни поени, малку беше по-јак. Марко, дали ќе видиме. Тоа Знаеш ќе што е видиме. многу изненадувачки, барем за мене, што беше бидејќи во глобала просекот на години од надпреварувачите се движеа толку од кај 16 до кај 19. Да, имавте повозрастни, Марко, ма гледаш, не се више тука. Чудо. Да, и тоа е сепак 16-17 години, тоа е прилично рано, а кај некој видовме на вистина преголемо искуство. Точно. И техника и работа во кујната, како што имаме еве кај сите 8 што ги Знаеш, викам ја шампиони што беа со нас. Можеме да се заблагодариме. Заблагодариме. Ете, така. Подобро. На професорите што се позади нив. Секако. Ете, тоа сакам да кажам и да направам еден, да кажам јавно, професори, што сте позади овие ученици, ви благодарам од срце. Навистина, меѓу вашите раци, ја креирате нашата иднина на готвачите. Ние сме тука да ги покажеме, да ги поддржиме, да бидиме со нив, да додаваме малку дел од нашето срце, од нашето искуство. Ама вие, професорите, сте тука за нив повеќе време од нас. А мислам, оти заедно можеме да направиме од нив
јаки готвачи. Ете, тоа сакав да го кажам и да се заблагодарам за вас. Мислам, оти тоа беше задолжително да се направи тоа. Апсолутно. Да. Колку време имаме? Имаме уште 17 минути и 30 секунди. Да, Ајде, многу ајде, зборам, подршка, времето поминува полека. времето си лета. Ама си лета, да. Да, морав да го кажам тоа за професорите. Оти, пак ќе кажам, ако си родител, Да, може си многу време со твоите деца, точно. ама голем дел од животот го поминуваат со професорите. професорите, менторите, така е, Точно и така, да. сепак, знаеш, убаво е кога имаш некој ментор, професор, било кој е навистина посветен и се труди Точно. да те направи да бидеш професионален и врвен во твојата професија. И Знаеш тоа е што ти, многу важно. готвач се прави, готвач се учи, готвач е талент. Ама тој талент, ако немаш љубов, ако немаш, како да кажам, храброст и све тоа за да го направиш, џабе. Најголемата тајна, јас можам да кажам, е љубовта. На вистина. Ако немаш љубовта кон готвењето, џабе, нема да биде вкусно. Точно. А мислам оти да. во овие две надпреварувачи што ги имаме на крај, љубовта се гледа во нивни очи. Се гледа како и гледачите гори нивната љубов кон ау, готвењето, ау, да. ау, Оу, гледам Марко ни го изваде сега месото. Вау. Охо. Личи. Да. Браво. Океј. Иван, океј, под контрола све. Ова си клокот и тука си брие. Публика, ајде, ве молам, еден мал аплауз. Ајде, храброста. Супер. Како сте добри, многу ве сакам. Многу ве сакам. Аха, и сусамче ќе ставаш, браво. Да, си знаат, си направиле Да. во главата, мислам оти се на добар пат, да не заборавиме пак и да се повториме. Во финала сме. Да. Финала на најдобрите млади таленти од Македонија. Така е. Океј. Пак 15 минути и 30 секунди. Поминува времето на пола време. Едно прашање до судиите, до каде сме? Ајде. Ајде да видиме. Радо, Како размислувате до сега, што мислите за целиот нивен начин на готвење? На обата кандидати, надпреварувачи, стартот им беше навистина сигурен. Сега ќе видиме, се уште има време. Гледаме дека некој е понапред, некој поназад, но на крајот, крајниот резултат ќе си го каже своје. Апсолутно. Крајниот резултат секогаш кажува вистината. Вистината е во тањирот. Вистината е во тавата. Вистината е во срцето. Точно. Ако вие двајца го ставите вашето срце во готвењето, ќе го осетиме това. И публиката ќе го осети на вистина. Ајде, ве молам пак уште еден аплауз. Многу сакам кога ги... Да. Охрабрите. Да ги охрабриме. Ете така. Ајде. Додам Марку кај Иван да видам. Како оди кинеското? Океј? Да. Табан. Му збориш на кинески на јадењето? Кинеската храна е малку посеб. До каде сме? Тука сме. Кинеската храна е малку посебна, на вистина се употреба малку различни жачини, малку различни техники. Оти, како да кажеме, зеленчукот е брзо обработен, остануваше малку крскаво, малку положиво, што е многу убаво, многу поздраво, да кажеме, за телото. Исто за месото, све се прави на брзина. Готвењето на кинески начин се готви на мотор од авион, не знам дали имавте видено, тоа се прави со вок тава, со посебен шпорет. Овде за жал не го имаме денес, ама имаме опрема од Беко што ни го дозволува да го правиме на тој начин. На опремата од Беко можеме да готвиме на сите начини. Ете тоа. Сакам да го додавам тоа, оти на вистина луѓето не треба да се плашат, да пробат да готват на друг начин. Тоа е на вистина, пак ќе кажам, Беко опрема ни го дозволува тоа. Дечки? Жири? Ја мислам оти остануваат малку позади и ми е страв да советуваат и све, на вистина не можеш това да не го правиш, оти те тера.
И тоа е, ајде. А? Ме се радо? Оди, оди. Тука си клокоти, А. мефцето гледам дека, каде е сега? Горелната? Аха, супер, супер. Браво, Одлично. техника. Путер со Марко брашно, што ќе правиш? За да се стегни сосот. Си знај. Браво. Навистина употреба техники, што се употребат од врвни шефови. Имаат, знаеш, различен стил на готвење и А. тоа е добро. Ме мора, Тоа е мора. Да, тотално се различни, спротивни и мислам дека и за тоа оваа битка ќе биде некако, нели? Многу тешка, Многу многу тешка, тешка, да, многу да, тешка. Многу тешка. Гледам пуно со вкус. Океј, На колку сме? на колку сме? 12 минути. 12 минути, дечки. А, не се секирајте. Кој ќе биде крај, ќе знаете. Да. Многу се нарад. Гледам, Марко, океј, се е под контрола? Мора да биде, а? Уау. Иван? Се поти Марко он појке. Гледам. Океј. Ејде. Полека, одиме. Полека. Од 11 Поминува време. минути, Од 11:30. Да. Како убаво. Охо. Го имаме овде, што е? Ова е сосот? Ова се кора од портокал. Имате инспирација, Марко посебна. Што ми стаи, Марко, мет, нешто во сосот? Не, Кока-кола. Кока-кола има само во негови путар. Кока-кола? Тоа е Е, тоа. па да. Состојката на Марко Кока-кола. Не, Кока-кола со морков, Кока-кола со портокал, Кока-кола со риба, зашто да не? Оке се раз... Дека ќе ни зафали Кока-кола, Бога. Точно така, Третја што сме да. на самото финале. Како Да. се разготвија со Кока-колата? Ама, фала на Кока-кола што не подржува денес, па да, да. исто така да кажеме оти, ни беше, ни се пиеше денеска. Бевте жедни, јарно, да. Стварно, на овие врукини што се вика, на вистина не освежија. Многу не освежа Кока-кола. Фала многу за поддршката Кока-кола, на вистина. Јас сум повеќе за Кока-кола Зеро. Па да, мора. Има други што сакат малку повеќе шекер, па го употребуваат за готвење. Така е. Супер, одлично. Кока-кола не направи сите срекни. Еве го и месото си замирисува, си се Да, крчка месото доле. све. Ајде, 10 минути. 10 минути, дечки. 10 минути. Ајде. Уште малку и ќе знаеме кој е најдобриот млад талент, готвач од Македонија. Ајде. Како тоа добро звучи. Најдобар млад талент, готвач од Македонија. Вау. Не, па тоа е. Македонија, мала држава, многу луѓе, многу добри луѓе, многу млади таленти. Па ќе кажам, да не заборајте, продолжуваме со потрага на млади таленти. Одиме на втора сезона. Чекаме од вас да се пријавите, да дојдете и да победите. Точно, ништо не е страшно, само како што рековме, фали храброст, така што Храброст, да. малце само да се охрабрат и Точно тоа е така. тоа. Прашај Марко да на нашите суди, гледам, се ведат, гледат. Да, полека веќе си се повлекуваат од кои да велат да ги оставиме малце готвачите да си ја работат својата работа, да не Точно им така. досаѓаме. 9 минути и 10 секунди. Тик-так, 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 се ближиме до тик-так. крајот полека. Ај. Публика, кој ќе победи? Ајде да видиме, да чуеме. Ајде, кој ќе победи? Марко? Подвоени се, Да. подвоени. Иван? Звучи Марко повеќе на Иван тука. Публиката е пола-пола. Ај. Кој ќе победи, ќе видиме. Многу сакам ги гледам, еден многу сериозен, Марко. Иван. Мора во којната, знаеш како, мора малце Иван Марко поопуштен, го гледам неколку насмевки. Океј? да им кажеме по некој виц да видиш како ќе Да, се. пробај. Мислам ти си специјалист за вицови. Ајде еден виц, зашто да не? Не Да се се за сме. на телевизија моите. Добро, океј. Моите не се за на телевизија. И јас сум неколку пати безобразен, затоа подобро да чутиме, да. Имаме и деца плюс. Да. Да си го држиме тоа за круг по... Да. Така. Да. Одиме на сервирање. Вау! 8 минути. Ај! Нешто. Браво. Многу ми се допаѓа. Пак ќе кажам, визуелно е
Изгледа шарен многу кој е, баво. шарен Да, кој е. да. Тоа е добро. Браво. Марко? Одиме на сервирање? Еј. Не. Не се брза, има време. Има време. Дечки. Уште 7 минути и 40 секунди. Брзањето не води никаде. Не. Полека, Марко, само да не капнеш, бидејќи доле имаме струја тамо. А? Добро, да. Ма не ми оди ако. Не ми оди ако. Ќе направи само пуф. И толку. Ќе направи пуф и ќе видиме после коса тај пуф. После ќе види. Охо. Некако на неколку рилсови на Инстаграм, не излегат пред свијат, туф, одеднаш и косата ми е... Да. Добро. Регимен. Да. Охо. Иван. А види на проба. какви ситни парчиња могу Како е месото? Океј е? Како што го мислеше? Ти се допаѓа? Супер, па така треба. Браво. Кинески начин, вау, многу ми се допаѓа, пак ќе кажам, тоа е една од моите омилени кујни. Навистина сакам додам до тој дел, Азија, Тајланд, Сингапур, Куала Лумпур, таму тој дел имаат прекрасна храна, навистина. Вау. Да. Специфични си се на свој начин, да. Точно. Ги мешат вкусовите кисело, А ова со сега- љуто, со благо, извини. Ова сега дека е на кинески начин на жирито, ќе им треба кинески стапчиња да го јадат. Не, ќе му треба транслейт. Транслейт, да. Ќе му треба традуктор да ги состои по кинески. Знаеш како вика, знаеш, со мисиркино месо кинески специјалитет. Овде имаме телешко. А и телешко имаме. Не, телешко сега А сега е за телешко. за финалите телешко. Да, Да. па за Предход, тоа ме збуни бојата. Да. 5 минути поминавме. Опа, 4:57 дечки. Да, се доближува Ајде. крајот. Ајде Марко Хароста, Марко аплауз. Ајде. Опа, еве го и на Марко месото Ајде. тука. Охо. Види боичка тука Да, веќе. боичка фати се, надевам ти не фати премногу боичка. Оти Добре. кој е црно, више доцна. Па да. Да. Таман на време. Почна малце, ама супер е. Знаеш, овој месо, како кажав, телешко месо, бара или да биде само брзо обработен, брзо готвен, или долго време да се вари и за да се омекни. Тоа е проблемот од ово месо. Голем ризик зеде Марко да направи ролад. Мислам оти попаметно ризик зеде Иван. Ке видиме на крај кој е попаметен од двајцата. Това само нашите жири комисија ќе може да оценуваат, да кажат точно. Јас пак ќе кажам това од мојот аспект надворешен што можам да гледам. Двете се јаки. Апсолутно. Двете се јаки. Да. Па и види какви готвачи, какви надпреварувачи имаме. Јас би се изненадил да видев нешто и да не ми фати око. Мислам, навистина е така. Секоја чест. Мислам оти Иван, Готов си? имате уште 3 минута и 20 минути. Како преска јас 1 минута и 8 минути сега. 3 минута и 20 минути. Да, па да, 23 минути уште. Точно така. Ајде. Ајде да видиме. Ајде. Тик-так, 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 тик-так. Ајде да танциме тик-так, тик-так. 3 минути, дечки. Иван заврши. Ајде. Аплауз за Иван. Браво. Иван, Марко. Докаде сме? Имаш уште време. Само да гишнеме мувите од тука. И себе. Сакаат жири комисија да бидат и муви. И ние. Како рековме, треба дали да се учи, па да се... А точно, и мува може да се снајде, гледаш? Не може тоа толку така да се станува. Муви тука. Па, праше хумор, не му се допаѓа на журито, а? Виде? Епа, мислам оти денес, навистина ги имаме двете најдобри. Тањирите светат. Навистина. Ама види чисто, види. Масите светат. Надпреварувачите светат.
све свети околу нас. Имаме само звезди. А звездите, ќе го викниме Мишелин, да ни дај звезди на нашите надпреварувачи. И на Може. двајцата заслужуваат. Заслужуваат минимум една звезда. Ајде за почеток. Ќе видиме, ќе видиме за другите звезди што ќе прекажи жури комисија. Ама имаме, пак ќе кажам, 2 звезди што можеме уште еднаш да им кажи еден аплауз. Ми само ти Марко. Заврши Марко. Заврши го за Марко. Исто пред време, 1 минута 30 секунди пред време. Браво на двајцата. Мислам оти задачата за нив за денес е завршена, почнува задачата на наша жури комисија. Ние се враќаме за кратко. Тука сме, се вративме во Изгет Мол за финалата на најдобар млад талент од Македонија. Ајде, публика. Ајде, Ајде, аплауз. Финале ли е, што ли е? За кратко време ќе знаеме кој од Марко, од Иван ќе биде најдобриот. Само ти правилата за последното искуство за оценка ќе биде малку различен. Ќе прашаме на двајцата да дојдат заедно со нивниот тањер. Да не правиме разлика еден друг, двајцата одеднаш повелете, донесете ги тањирите кај судите. Ајде, аплауз за нашите надпреваричи. Ајде. Ајде да видиме. Како вкусно делува. Еден кај тебе, Радо, еден кај мене. Ете така. Ајде. Ајде, вамо. Јас еме го со Иван сме си тука. Да, почни со Иван. Задоволен? Да. Како за финале? Секогаш може и подобро. Тоа секако. А ти да идиме, жирито што ќе ни каже. Марко, Пробува? задоволен? Да. Да, тоа е добро. Он е многу храбро. Задоволен? Да. Сигурен? Да. Како го крстиш ово јадење? Знаеш, ти беше телешко месо, а? Беше... Нека биде... Теле со кромит. Во сос од морков. Добро, не. Од целата таа тензија не му смислив име. Не му смисли име? Не. Па најди му сега име. Сега... Нека биде, не знам... Хот биф. Хот биф. Хот биф. Звучи светски. Звучи богави светски. Топол биф. Топло телешко. Ајде. Океј. Хот биф Ајде. звучи подобро. Состојките што ги употреби денес за да го подготвиш ова вау јадење. Гледам ти навистина судите им се допаѓа. Телешкото месо е полното со сирење, пиперка внатре, блитва и печеница. И печеница. Добро, гледам ти има гарнир од Гарнир има пире од морков. пире од морков. Добро Да. со Кока-кола? Не. Не е со Кока-кола. Врз телешкото има сос од, мислам, карамелизирана кора од портокал Аха, интересно. и аспарагус. И аспарагус. Аплауз на вистина. Ми се допаѓа комбинацијата. Ајде. Кај тебе Иван, гледаме да. дека готвеше на некој кинески начин, ако не се лажам, така? Прилично, може би зеленчукот повеќе на медитерански начин, додека месото кинески. Добро, што кој беа состојките кои ги стави во целиот тој специјалитет, на кој начин ги приготви, што свари, што спржи? Најправен месото го исеков на тенки ленти, го оставив во маринада од соја, сок од портокал, кафеав шеќер, да отстои и лук во прав. Меѓувреме исеков зелка, пиперка на ленти, морков, љута пиперка, го спржив тоа на малку масло и путер, со босилок зачинов
Потоа месото го спражив на јака температура, кратко време, од маринадата направив сос. Супер, супер. Значи имаме малку и лута, малце нијанса во владењето. Супер, одлично, одлично. Да видиме сега што ќе каже Жирито си крка, си јаде. Жирито си крка, Жирито си јаде. Се смее во ти го видов Борче, едно парче, мајде едно занак. Вау! Се напунив со едно парче, директно. Борче, можеш да збориш? Знаеш кој се прави на десет, кој не може да пипа нешто, треба да свира. Да свира. Има така во Белгија, знаеш, пак ќе се вратам во Белгија, има една фирма така што прават пралини, чоколадо. И персоналот мора да свири. Целиот ден што работи, оти ако не свири, он јади чоколадо. Така се знае кој јади, кој не јади. Това треба да правиме со судите, могат да свират. Да видиме кој не јади и кој јади. Ама му се допаја, гледам оти... тајнирите почнува да се празнуваат. Оценувањето исто ќе биде малку различно, да ставиме малку... Не да кажем, да ставиме малку суспенс, така се, суспенс. Суспенс по англиски како, по македонски како се кажува? Би се рекло како ајде исчекување некој. Исчекување. Ете, извините. Суспенс, исчекување. Ќе правиме оценки еден по еден. Вкус за еден, вкус за вториот. Декорација за еден, презентација за еден, презентација за вториот. И така ќе одиме полека, постепен. За на крај да видиме кој ќе победи. Ајде да видиме аплауз за двајцата. Почнуваме со вкусот на тањирот на Марко. Да знаеме оти тањирот на Марко е овај. Океј? Почнуваме со вкусот на тањирот на Марко. Ве молам. Суди. Да, мислам Коментар, имаме некој? Ајде. Има коментари, да. Малце ќе ни одземе повеќе време и нормално е затоа што треба детално и убаво, пошто се работи за финале. Не би сакале да пропуштиме ништо, додека уште размислуваат колегите шефови. Сакам само од моја гледна точка, односно од некој кој што е директен контакт со гостите кои што оби го јаделе сега, нели, од сервис и од сала. Внимавајте многу на порциите, односно нормативот кој што се послужува, колку има, како има, треба да е равномерно испределено ако работиме ролат, да не е концентрирано на централниот дел, а од страните да е празно, значи да имаме подеднакво хармонично распределување на намирниците кои што се полнети внатре. Добра е работата во термичкиот дел. Јас имам не се тоа забелешки, тоа е еден вид... Забелешките ги кажеме на крај. Да. Да чекаме малку, да не... Чисто... Мислам, оти сите чекат од ваја, мајде. Јас, една моја гледна точка е, мислам дека тука ќе се основа и малце и оценките наши. Видовме тањери у изминатите емисии, кои што беа многу далеку по креативни. Ау? Од ова што беше во финале. Ау? Ова болеше. Ау? Дечки? Тешко поминува. Ај. Овите ки играат најглавна уloga. Така е. Одиме или чекаме уште малку? Тарам. И Спремни за? тешка ќе биде ова одлука, тешка. Чисто еден коментар на крајот од цело шоу. Честитки за успешноста, честитки на сите кандидати што беа тука и го покажаа своето знаење. Не мора да значи дека ако они двајца се во финалето дека се најдобрите. Тоа да ви биде јасно. Точно. И некој што е на 4-то место или 5-то место може да биде многу подобар од вас двајца. Аплауз. Браво, да. Да. Окей, се стагам. Професор Климент, имате ти нешто? Да. Извини. Како што кажа Јаким, претходните кандидати кои што веќе испадна, можам да кажам, направија можеби приближно слично на новија тањери, така да нашата одлука е стварно тешка. Ја мислам дека ќе одлучат многу мали нијанси
Не мора да значи дека, пак ќе кажам, ако некој е прво и некој е второ, не го гледајте тоа за така. Тоа го гледаат само околу наградите. На многу шоуа, на многу настани кои што се случиле во светот, па и одека кај нас, не успел тој што победил, успел тој што бил втори или трет. Да, токму така. Браво. Мудроста. Да? Вака гледано на двете порции, сега за сега имам некое свое размислување. Имам критики за двајцата, огромни, што ќе мора да ги поправат понатака во нивното понатамошно готвење, да слушате што ви се зборам за двајцата, да гледате, да пратите, да учите, доколку си ја сакате професијата да ја работите. Оваа професија бара посветеност. Оваа професија бара жртва. Оваа професија треба да ги заборавите празници, нови години, малце ми дрхти гласот. Така да, дечки, ви честитам на двајцата. Бидете живи и здрави. Аплауз ве молам за шеф Борче. Да. Навистина убави работи беа кажани. Го разбирам. Емоција, многу емоција, навистина. Пак ќе кажам, ние сме готвачи, ние сме луѓе што готвиме со многу љубов. Точно. Без љубов ништо не правиме. Љубовта го имаме кон нашата иднина. Нашата иднина е тука да се покаже на најубав начин и за нас се како нашите деца. Ни боли. Да. Професор Климент. Па едноставно кажано, како за финале, како за крај на ова шоу, и двајцата кандидати можеа подобро да се потрудат. Ке се потрудат за наредната сезона, ке ги чекаме. Очекувавме дека ќе ни изненадат со некои подобри презентации. Сега на крајот вкусот ќе биде пресуден. Точно, да. Едноставно да, сепак и тремата и тоа што е крај, може би си го направи своето, но да научат од грешките. Сите грешиме и никогаш да не дозволиме да ги повторуваме грешките, а во меѓувреме имаше доста добри презентации, доста добри перформанси, од кои што и самите финалисти можеа да уловат нешто и да земат и да не ги повтора некој. Значи, можеа да не слушнат кога ги дававме и коментарите, па и беа дури и посоветувани на што да внимаваат. Климент. Тоа е. Сме во финале, се трудија да покажат нивното најдобро, го покажа, пак како ни кажа, може секогаш да биде и подобро, и подобро, и подобро. Како добар готваш, никош не си задоволен од што правиш, оставаме за понатаму да бидат уште подобри. А денес мора да го погласиме. Првиот може не најдобар, ама помеѓу двете кој е повкусне. И окей? Сепак со тоа што двајцата остана на крај, значи тоа си го кажува своето. Да. Еден од нив ќе биде најдобар. Мора еден победник. А кој ќе биде? Точно. Ќе видиме. Ајде. Да оценуваме? Може? Нека се повлечат у боксовите. Ајде, повлечете се. Окей. Жестоко. Почуваме со Марко? Малце консултација? Како да е тешко? Суспенс? Како се кажува уште суспенс? Изчекување. Изчекување. Точно така. Тарам, тик-так, тик-так, тик-так.
Леле, мене ме паќа Господа, можам да Што замислам мислиш? на нив како Ја почнам да скокам на лице место овде. Со ова завршува големото финале. Иван и Марко го дадоа својот максимум и ги представија своите финални кулинарски креации. Сега вниманието е насочено кон жирито, кое ќе ја донесе конечната одлука. Не ја пропуштајте следната епизода, кога ќе го дознаеме шампионот на оваа сезона. Бидете со нас и следната недела во истото време.